Почитувани, еве сме во емисијата Очи во очи на телевизија 24 и времето во неа резервирано за нашите дискусии. Со тоа што денешната идеја за тема не е поврзана, барем не директно со политиката. Може политика, но некоја лична политика, она политика на политичарите, особено во изминативе 2-3 дена ова откако помина парламентарните избори во Унгарија, некако сосема изгледа ги трансформираше или не знам ги во некои други води кругови ги однесе политичарите, сега се занимаваат со не знам предчувства, со предвидувања, со прогнози, со кој какво чувство има, па еден на другиот му вели, другиот возвраќа јас имам чувство вакво, а јас имам чувство такво, а јас вакво, ама ние имаме онакво и така натаму, па човек и тоа токму по однос на тоа кој ќе се најде на судските клупи, нешто за што не би требало да се базира на чувство, туку директно на конкретни факти и докази. Таму каде што најмалку треба да е во прашање чувство, предвидување, прогноза и значи дали правосудството и тие кои најмалку треба да се потпираат на чувство, политичари и така натаму, туку извршно да делуваат. Тие најмногу некако со прогнози, чувства, предвидувања, па човек и страв да го фати кој ќе им се сони, па утредента кога ќе кажат аха, овој ми се сони, ќе видиш какво чувство имам, каде ќе се најдеш. Да ги оставиме затоа нив настрана, да продискутираме за една и тоа како опширна, широка тема, но широка и опширна, велам, во многу аспекти, но јас затоа пак ја скратам, за да можете вие да ги отворите сите тие различни пристапи. Станува збор за донирањето органи, тема која се отвори кај нас по најавата дека се подготвуваат измени во законот за трансплантација. Според сегашниот закон, ако не сте знаеле, барем и ова да го, не дека подценувам, туку и јас не ги имав, така да ако не сме знаеле сите се едно. Јас барем не знаев дека е токму така. Но, значи, сите сме потенцијални донори, дарители на органи, значи, доколку изричито, експлицитно не сме се изјасниле против. Што значи дека доколку дојде до таква ситуација, сите сме затоа е потенцијални. Ако дојде, тогаш веќе сме. Но, во пракса не е сосема тоа така, затоа што семејството го има последниот збор и најчесто, барем од праксата, семејството не дава согласност. Сега, значи, според овие подготовките за измена на законот за трансплантација, кои ги обзнани министерот за здравство Азир Алију, се предвидува, значи, како главна промена, граѓаните да можат да дадат согласност за тоа дали сакаат, доколку сакаат да бидат донори на органи преку својот матичен лекар. Значи, секој може кај својот матичен лекар да даде ваква изјава и во тој случај семејството, доколку дојде, значи, до таква потенцијална прилика, семејството на лицето кое дало изјава дека се согласува да биде дарител по неговата смрт, нема да може тоа да го спречи. Јасно, ниту лицето затоа што веќе настапила смрт, станал од потенцијален реален донатор, а претходно дека бил жив се согласил. Процедурата би одела така што треба да се потпише, ќе треба, велам, оти ова се уште е во подготовка, не е завршена работа, не е, значи, реалност, ќе треба да се потпише изјава пред матичниот лекар. Лекарот ја потврдува со својот факсимил, со што се вели станува сведок. Значи, лекарот, матичниот лекар е задавањето изјава во функција на нотар. Зошто го велам ова? Затоа што интересно е сега, што ако се премислите. Значи, за да дадете согласност, ја давате изјавата пред матичниот лекар и тој со својот факсимил на изјавата всушност осведочува и е еден вид нотарски заверен документ кој има правно дејство.
И таа изјава е заведена само во матичната ординација, каде што лекарот работи. Но, ако се, со оглед на тоа што законот ја уредува можноста и да се отповика, односно, ако се премисли тој што ја дал изјавата, јасно, сега законот е, но токму тоа законот се предвидува, нема чувство, се вели доколку се премисли во текот на животот, па јасно во текот на животот, нема во текот на смртта. Но, сакам да кажам, еве како, не може тоа, се надеваме дека нема да застари, се надеваме дека ова чувство, дека предметот ќе биде, чувство дека она, тоа се јасни работи кои затоа колку и смешно да звучат се прецизираат до секоја буква. И нема што ниту на чувство, ниту во разумен рок ќе завршил процесот или не може да кажеме кога, се надеваме. Во тие сфери законско-правни не одат тие предвидување и очекување, се знае точно. Па затоа велам и во законот, значи, е предвидено, стриктно стои, ако пациентот, односно давателот на изјавата, се премисли во текот на животот, од намерата да биде донор на органи по смртта, се е, значи, прецизирано, не е за време на животот и така натаму. А се надеваме дека и слично и чувствуваме. Доколку, значи, се премисли, тогаш треба, гледате, за отповикување, сега треба да отиде на нотар. Па нотарот таму да му завери нова изјава. А не како за давањето изјава дека се согласува матичниот со својот факсимил станува сведок. На некој начин се чини малку покомплицирана работата. Зошто е различно, не знам, но сепак да ги споделам со вас сите овие податоци и кога на нотар ќе ја завери таа нова изјава дека не сака да биде повеќе донор, со неа оди кај матичниот лекар кој го евидентира во мој термин и од тој момент почнува да произведува таа изјава правно дејство. Еве, ова е генерално, значи да не должам, се предвидува сето ова да сите кои би биле потенцијални донори, ова законско решение да биде објавено во електронскиот национален регистар на прописи и сето ова би го всушност водело Министерството за здравство како еден вид регистар. Така што ова би биле генерално информациите и токму што мислите за овие потенцијални нови измени, за овој нов закон кој би овозможил и олеснил секој граѓанин кој сака да биде донор да може тоа лесно да го направи, значи и од оние и хуманитарни, алтруистички цели, се едно како и да се овозможи лесно да се помогне, имајќи ги предвид податоците колку има ситуации на клиничка смрт и слично, па семејствата не даваат согласност и така натаму, не би одземал време за тие детали, но затоа и кажав темата е опширна за да може од повеќе аспекти да се дискутира. И мислам дека е интересна, ако ништо друго да се одмориме малку од тие чувства и предвидувања на политичарите. Кога ќе имаат нешто по-конкретно и сигурно ќе се занимаваме со нив. Вака за предвидувања каде и да се свртите, секој има чувство и предвидување што ќе биде. 6091924925, добар ден, кој ни е прв, повелете. Ало? Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден, господин. Добар ден, повелете, поздрав. Исо Мухрич, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи од Ѓоко, од општина Чашка. Поздрав до вас. Благодарам. И Чашка секако, ако не гледа кој... На почетокот ти ми дозволите само една реплика на господја. Ајде, добро. Кажа дека имаме бегалец во речи го в Дубај. Мислам дека јас не знам кој е бегалец во Дубај. Аха. И да кажам дека немаме бегалец. Зоран Заев, ако мислам, Зоран Заев во Струмица. Мислам дека не е бегалец.
Имаме двајца во Грција, бегал сиди и кажам го стојат од две се, она мислам се прави. Ба добро, ако никој не бара некого, тогаш не може да биде бегалец. Колку и да од кого да бегате ако никој не ве брка. Ама кога нема, господине, обвинели, судството треба да бара, обвинителството треба да. Ба добро, може и да е бегалец од не знам, еве гледате, не знам. Прогонувале некого таму да имаше вчера гледав ситуација. За темала кажам се, господи, вие кажувате се пред почетот темата и што треба да кажам сега. Ова го слушаме, го читаме веќе месец дена, 2-3, колку е таму. Па ете се актуализира сега и пред Великден вака. Има и символика да воскреснат понатаму во нов живот органите. Возрастна граница до динар органи или нема? Па во принцип нема, затоа што треба да се процени од страна на медицинските лица дали се да. Работело 70 години, дали ќе може да работи кај друг, не знам, јас сакам да бидам донор, тоа е добра, онаку, кога виќе, ама органите, господи, што треба веднага да се сменат, иначе, ако постои тоа, више се расипува органот, не може да одма да Јасно. Не знам така како ќе биде, еве, убава е акцијата, меѓутоа, не знам, јас би дал, меѓутоа јас сум више во 70 години, мислам дека органите ми се добри, се уште трчам уште 100 метра, 25 секунди, така да добар сум, меѓутоа кај тоа ќе биде. Така мал се нашла, меѓутоа убава е акцијата, речи на Министерството за здравство, нека се јават тие што сакаат. Поздрав, господин Со. Благодарам, поздрави до вас, секако дека зависи од повеќе фактори, од тоа кој орган за кој орган би станувало збор, па во каква состојба е, не мора нужно да биде во лоша состојба иако се повеќе години, односно може да биде и во лоша и на помлади години. Така што велам, зависиете од повеќе фактори и кој орган е и возраст секако, но тоа јасно би го утврдиле медицинските лица, ете, ако дојде до таква ситуација. Генерално, значи, станува збор за, ете, дали при несреќи и така натаму, каде што воглавно организмот има се уште, како би се кажало, ресурси. Да речеме, податок има дека оваа се вели 2026 година, значи досега, кај 6 пациенти настапила мозочна смрт во болница, а ниедно семејство не дало согласност органите да продолжат да живеат во друг човек. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Па види, да. Јас слушам многу крводарители се жалат дека донор што им се ветило со тоа што имаат луѓето многу пати давано крв, скоро нула бенефит не искористуваат. Тоа е многу малку, или ако е некој со вујче владика така покрај него, па може ќе му заврши работа за да пројде со некој бенефит за пружање лекарска услуга од било кој карактер. Сега, донор, значи за донор треба и онда добие некој привилегии, некој картон таму, ако веќе добива, за да може кога ќе тие на лекар да му бидат олеснети тие услуги од страна на здравствените установи. Во едно, да речеме, колку подолго со стаж донорски, да речеме у години, толку све поеќе и поеќе да има бенефиции олеснувачки можности. После тоа веќе, знаеш, ако нешто му се деси во текот на животот, па него му затреба орган, па онда има привилегија да биде меѓу првите. А не буџеваниве да бидат меѓу првите. Разбирам, да. Не, они само да живеат, другиве нека умираат и ќе бидат донори. Постоа, све е бизнес, криминал невиден. Значи, ќе те пратат, ќе те земнат, ако има супер организам, може да те снајде несреќа, да не знаеш зашто и како, и ќе завршиш таму некаде кај што вадат органи. Значи, има и такви работи, тоа се вика медицинска мафија. Сега плюс им секна со Украина, толку не можат да имат органи да набавуваат од Украина, па барат како да дојдат до органи. Нема време, поздрав. Да, благодарам, но се едно ете барем неколку поенти интересни загатнавте околу евентуалните погодности во смисла кои целиот овој процес на некој начин би го
придвижиле во подобра насока. Кој е, со други зборови, да речеме, потенцијален донор, дали би имал одредени погодности да, доколку пак нему му треба нешто, од типот, не знам, бубрег и слично, за да преживее, да има, некакви погодности, како што има секаде, не знам, златна картичка, дебитна картичка и слично. Или се едно, на крајот на криштата, да има, да речеме, барем гаранција за некое достоинствено испраќање. Затоа што кажав, ова донор, колку и да звучи грубо, донор е генерално, ако настапи ситуација на неочекувана смрт, да се, значи, здраво е телото и слично, пред себе мозочна смрт и така натаму, како ова што спомнав. Што значи да има, да речеме, велам, некои погодности да добие барем за тоа достоинствено испраќање и слично. Велам, нешто што сето тоа би го издигнало на повисоко ниво, кое би стимулирало токму да и другите повеќе се вклучат и да има таа, како што велат, додадена вредност. На крајот на краиштата, пак кога ќе видите спонзори и слично, секаде, ако ништо друго, па ќе ги напишат. Спонзори, пријатели на емисијата, на, не знам, надпреварот и така натаму, а со големи букви генерален спонзор и така натаму. Значи, барем некаде да остане некаква трага, дека некој направил нешто добро, која ќе биде порака за другите исто така, да и тие се приклучат на тоа. Тоа е се, на некој начин, може би грубо звучи и маркетинг и така натаму, но ако сакате да постигнете нешто, јасно дека треба и почитување, почит кон тие што прават, но и токму да се направи нешто што ќе не може сами да одат работите само така. Повелете, добар ден. Добар ден. Здраво, Христос. Да, здраво, повелете. Да, се слушаме, повелете. Викам Христос воскресе. За многу години исто ваистина се воскресе, повелете, да. Вака сега, предходниот господин многу убаво кажа, да се има некои привилегии тој што треба да донира, значи да барем да има некој бенефит додека е жив, после кога ќе почине нели се земаат органите, барем да се значи кој некој херој, да има некои правила во медицината, операции, лекови или вака така како беше се крводарителите. И не знам се тоа дали тук дали го имаат упредвид списокот со крвната група, зашто ја гледам еден филм од Вистиница приказна, каде што господин не работеше прва помош, имаше списокот и неговото дете чекаше така нешто орган некој и он ги убиваше луѓето за да дое детево на ред. Значи ако беше детето пето на ред, он 5-4 уби за да добијат орган, и после петиот го уби за да дое детево на ред кај него. Мислим, тоа треба да биде многу прецизно изработено и тајно, бидејќи никој ништо не знае дали некој некому ќе му направи нешто за да некој доби орган, мислим, тоа и тоа треба да има предвид. Ја пример 2012 година сакав да донирам бубрек на едно малолетно девојче, пошто јас сум емотивна, сакам да помагам, пошто финансиски не можам да помогнам. Кога има така емотивни емисии, стварно ме расплакуваат. И така сакам да помогнем со дониран орган, бидејќи моите бубреци работат 50-50 и секој кој би добил бубрек, би добил добар бубрек, кој ја би му дала додека сум жива. Значи, ако работи 70-30, тогаш тој 30 го дава и не можеше да се земе бидејќи и на нотар свет тоа, као законот не дозволува кај нас треба тој закон да се смени. Ако има некој да подари бубрек, ќе подари. Се прават нотарски договори. Не може туте да му обараш бубрекот и врати ми назад, као они мислеа дека некој некому ќе му обарал после бубрекот назад. Па ти кога правиш договор, правиш свесно, не правиш договор на чоро. Значи тој закон да се смени на живи луѓе обични да можат да донираат бубрек, затоа што тоа ќе биде многу има луѓе. Благодарам и поздравувам имено, затоа предвиден е заштитен механизам кој ќе проверува доброволноста на чинот, отсуството на принуда или трговија. И тоа ќе биде етичка комисија. Но спомнав, значи, исто така, за прв пат се оведува национална листа на лица кои дале согласност да бидат дарители на органи заради лекување по нивната смрт. Оваа листа предвидено е да ја води Министерството за здравство како еден вид регистар. Колку може да се има доверба? Што е Министерство за здравство? Институција. Во институциите, на вистина, во која се има помалку доверба, не знам. А зошто го велам ова? Значи, сева дали во МВР
дали во здравство, дали, а по тоа ќе видите, не знам, афери, пасоши излегле, оригинал фалсификат или што знам што иде. Значи, од каде? Па токму тој што ги има податоците. Сега, од каде е и ова со матичен? Па предпоставувам, те кажа некој во првата емисија, тврдиш, па не, туку во разговорите со вас размислувам, напротив, не тврдам. Па во моментов размислувам, зошто е матичен? Па затоа што се предпоставувам и јас, дека матичниот лекар најдобро ја знае здравствената состојба. Не се оди, и затоа веројатно и оној факсимил, тој го става факсимилот за согласност. Па зошто? Па што ќе одите вие кај нотар, кога нотарот не вие знае вашата здравствена состојба? Донирам, не знам, бубрези. А еве спомнавте, имате проблем со бубрези, да речем. Колку се тие како ресурс, како потенцијал. Но матичниот лекар знае каква е здравствената состојба и она што и првиот гледач праша, дали може или не може. И едноставно тој ќе, како што се тестира и за трансфузија, дарување на крв, дали може или не може. И ако може, што може да дојде предвид. Но дотолку повеќе е битна таа заштита тогаш. Затоа што токму тие од матичниот Министерство за здравство и така натаму ќе имаат податоци за сите. Грубо кажано, ово има одлични бубрези, ово има одлични бели дробови, пази, овој джигерот му е топ. Млеко. Мислам, намерно вулгаризирам, но едноставно ќе се има токму, тоа е таа ЕНЕР, електронски национален регистар, кој ќе има податоци за сите, како безбеден град. Но скенер, кој каков орган има добар, остави го, овој нема од пушење ни джигер, ни бели дробови има, но овој затоа има одлични вакви органи. Како потенцијал, токму и затоа што и од причина што мора брзо да се реагира по настапувањето на смрт. Донаторе, да, што има добро? Бубрези, ајде веднаш. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Исо. Да, поздрав, се слушаме. Исо, да. Поздрав од тебе. Кажете. Исо, да. Овој, сакам да кажам нешто. Повелете. Само полека. Овој од чачка тој, приеска памет, тој човек ташно провоцира ги луѓе. Да нема GPS у глава украдено, па знае дека е у Струмица. Кој му кажа дека е у Струмица? Ја не сум во оваа партија, не сам во оваа партија, па био во ВМРО, па био. Да си земе матика, да си копа зеле, тој. Тој типа празна, биди познан Исо, извини малку на изрази и толку за тој. Исо, и само да ги прекидаш овие. Тој полицаец, тој од Охрид, тој од Кичево, тамо кај беше Крушево. Доста са тие дијци луѓе, па направи си емисија, доведе ги тука кај тебе и да гледаме сите. Ја не сам ова, како у секој ден по 10 пати, по 5-6 пати се јаве. Сам да ги виде, Да си земе матика, да си копа зеле тој. Центар чачка. Јас сам ова, јас сам она. Он GPS има да нема уграден у глава. Па знаев кај е. Ови бие избеги, ови бие деој. Кој му еви на Груевска мајка и на мене и на сите? Самота. Он ги знае сите работи и се знајко. Да прекрати го више да не се јаве таму, Кажа на пут не се јаво, па. Провоцира ги луѓе. Па твоите гледачи ги поздравам. Што ќе ми поздравља? Не ми треба да ме поздравља. Види поздравljeni su, izvini mi малку на израз. Благодарам, да. Ајде. Не може одесува тој. Добро, поздрави до вас, но не реагирајте така бурно, емотивно и особено не со навреди директни. Кој кажал, ете, не е битно, затоа кажав, тој кого го брка, тој е бегалец, каде и да е дома. Седно, и да е недостапен, затоа велиме, се користи таа терминологија и за, како би кажал премиерот, лицето кое го спомнувате, ако се врати ќе оди во затвор, значи за лицето за кое се зборува сега многу, дека е бегалец. Што е бегалец? Се живее нормално, азил има, дали добил државјанство и така натаму. Туку не е достапен. Значи, некој има по него побарување. А ете тоа, кој како да дојде, може да дојде секој, но може да дојде некој кој помалку го знаеме, ете, овие што ги знаеме, сите пак зошто да дојдат и така се секојдневно присутни. Ако сакате, ете, можете вие да дојдете па да продискутираме, но мирно, разумно, не е проблем. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ајде се слушаме, поздрав до вас.
Абе, ај забрани им новиот Кумано да се јавуваат, кај можам дома да ги трпам па и преку телевизија ли? Па добро, дајте да не. Дај бар дека не трчаат кога зборат. Кажете, да. Јас сум крводарител и да ти кажам, прво не гледам ништо лошо во ова што Министерството за здравство го направило. Тоа е хумана работа за меѓутоа за оние кои разбираат. Мене друго една работа не ми се допаѓа, тоа е што дали ние, знаете, многу пати киксираме на хуманоста на граѓаните. Тоа е проблемот. Да. И тоа е она што ги плаши луѓето. Нема ништо подобро него на човек да му подарите да продолжи да живее. Ако судбината сакала поинаку. Но проблемот е дали некој вашата хуманост или вашата добрина и нечија мака ќе ја злоупотреби за своја финансиска корист. Мене тоа ме интересира. Која е гаранцијата дека ете утре нема да се појави трговија како со тие органи како сега што нели видовме како се случуваше на онкологија. Да, по кој ред, како ќе оди, мене само ме загрижува механизмот на заштита. Тоа е проблемот, основниот проблем. Иначе не треба да знаеме дека ние не сме сите по евентуално донори, можни донори на органи, затоа што тоа си е подолга процедура и дека тамо мислам дека и до одредена година може да се даруваат органи, не може сите така да не треба да се плачиме. Само речеме мене тоа ми е таа хуманост и таа зашто речеме не дам дека некојаш поради премногу дарување на крв имаше едноставно како да не речем фрлање на можеби се прошири дека некоја крв е била малци фрлана затоа што не можеле да употребат, едноставно настанале некои проблеми. Или земете, ние даруваме крв, а они им ја наплаќаат крвната плазма и крвните деривати им ги наплаќаат на овие што се корисниците или на тие луѓе што им се дава, им се става во корен. Така ви благодарам. Имено би рекол дека е поважна, особено кај нас, процедурата како да се реализира нешто, отколку воопшто идејата. Ние за идеи, сите сме преполни со идеи. Да, треба да се реформира правосудството, треба промени во здравството, треба ова, еве како донирање на органи. Се е тоа во ред. Но сама процедурите се, како што кажавте, генерално оној простор каде што се киксира или се злоупотребува. Тоа е она како да процедурата се одвива што е можно подобро, поефикасно и така натаму. А еве и во овој случај како и во други има секако луѓе подготвени и да донираат и така натаму, но како ќе се гарантира дека ќе стигне на вистина, да речеме без приоритети и така натаму. Токму и податоците покажуваат колку недостасува, да речеме. Значи по кој принцип ќе се оди? Прв дојден, прв услужен, се едно, значи колку велам грубо и да звучи, треба да се има да се знаат тие јасни правила. Затоа и почнав на почетокот, ние со чувство. Имам чувство дека овие ќе ние имаме чувство дека ова, обвинителот јас се надевам дека нема застари, а овој јас ја пробам да но разумен рок. Нема тоа, мора да се знае точно. Инаку утре ќе имаме зошто отишол органот тамо, па овој не е одговорен, овој не знае, јас имам чувство дека повеќе требало на оној. Тоа е тоа, тој простор на реализирањето на постапката. Не е проблемот да се најдат еве алтруисти. Значи луѓе подготвени да го спроведат тоа. Тоа е најмалиот проблем. Ние ја имаме хуманоста на дело и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали сте на линија? Да, на линија, повелете, се слушаме. Благодарам. Баш за оваа тема ќе ви честитам што ја ставивте на програмата, а мислев на некоја си од слободните теми да се јавам да коментирам. Вака се. Прво, ова е еден најдобар гест за сите граѓани кои што ќе одлучат да донираат свој дел од своето тело. Со тоа што на некој начин, тој што веќе го изгуби својот живот, дали е сообраќајка, дали е мозачен удар, дали било по некој си случај кој не сака, но дел од неговото тело ќе прејде во друго тело и ќе живее. Еве ќе оставам примерот на девојката во Струмица, која го донираше срцето и денеска тој човек живее суда. Фактички девојката не е умрена,
затоа што дел од нејзиното тело се уште живе и тоа срце куца во телото на тој човек. За родителите на таа девојка, таа не е умрена. Значи, нејзиното срце се уште кај некого бубрего ќе види, кај друг ќе види дроб, црниот дроб, некого ќе види, да речеме, плуќата или било што. Овој гест, ја мисля, че треба да се поздрави, но не и да се критикува. Јас овдека има, да речеме, граница до колку години да може да се дава. Јас ќе речам вака, пример, јас сум 80 и кусор години. Ако веќе јас се одлучам да го давам моторгар, нема потреба да го дадат на млад човек, зашто моето срце или джигер или било што е истрошено, ама на некој повозрастен човек ќе му помогне уште некоја година да поживее. Така да не би ставил граница, да речеме дека према возраста, значи и така ќе се. И што е многу битно е, дали се совпаѓаат органите за да се донираат на некого. Мислам дека сепак тоа, значи, ќе си води за таа сметка медицината, али тоа нема да се сложат да биде продавање. Ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Господин Исо. Да, па предпоставив, затоа апелирам да не се... Не го знам од каде, господин. Па не, во ред, добро, знам сега, тоа е кога. Не сум секој, ако од ВЛС да се видиме. Јас не реков ништо за партијата. Ни ВМРО ги навреди, ама зошто не го запирате да каже за темаа нешто? Јас кажав само за тоа и почнав за темаа, нели, за темаа органи да се дава. Дали надворешни мозокот, мислам дека нема преседување кај нас мозок. Значи мозокот не може да биде, ако мозокот му го дадем него, ќе биде Џоко. Значи нема да биде тој, не знам како му името. Зошто бе втор пат, господин Исо, затоа се јавив. Втор пат истото го зборува за мене. Трет пат кој ќе биде, ќе му кажам нешто друго. Дека не се занимава со јас, со никого не сакам да се замарам. Овдека секој си ја кажува својата вистина и по темата. Ако е слободна тема, ќе каже за некоја партија. Дали го почитува таа партија? Дали ја почитува? Зошто вакви работи се случуваат? Јас сум сега за него црна овца, ама тој е бела во црните. Така да нека не се занимава, не знам кој е господинот, нека каже од каде е. Јас ќе му појдам и нагост, ќе го сака Прилепа, го сака да биде и во Дубај. Меѓутоа, јас сум спремен на се, меѓутоа да му кажам дека да не се повторува ваку уште еднаш. Го поздравувам и него и вас ве поздравувам, ама можете вие да го спречувате тоа и мене кога зборувам за некого, може да ме спречите. Меѓутоа, дозволувате, многу не дозволувате демократија. Поздрав, господин Исо. Поздрав до вас, благодарам, повелете, добар ден. Добар ден. Почитуван водител, повелете, да, поздрав, повелете. Многу порасположен во однос на вчерашниот ден. Се радувам, добро е, да исправиме таа крива на расположение. Ама видете, мислам не со вас, туку воопшто како тргна текот за реплики и слично за тоа, не мислам на вас. Потполно ве разбирам, сакам да кажам, значи ако си имаме разбирање и почит, ќе си имаме и понатаму убав живот и искрено, малку со насметка, али прифати. Сега видете, кому е како Диме, најхумано нешто е зборот, прво зборот. Разбирате? Без разлика. Дали одам на лекар, дали одам во некој архив, во некој... Значи, зборот. Похумано нешто тоа нема. Затоа што, можете да замислите, ако наутро, ја денес тоа позитивно го дозивам, ако наутро одите таму кај што треба да одите и сте пречекан еден људски начин, денот ви е разубавени. Јасно, ма како не. Сега ова темава, она е многу, како да кажам, треба темелно да се раздработи, затоа што ние сме средина и општество кај што има интриги. Вака искрено ви кажувам. И добро еден соговорник кажа, ке го донирала, далеко било Бог да чува, ке се продаде, ке се препродаде, или канал ке дојде до некој таму и да не должа многу. Значи, јас доживеа од при операцијата прекрасна средина, благодарен доживот. Арно, ама, добив 10 инекции и ми беше кажано партиципација, ќе имаш толку и толку. Не се оствари тоа, почитам водителу. Не се оствари, излажаа. Да знаете. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздрав до вас, до слушање.
во добро расположение. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете, вие Ја сте. малку се јавив, морам пак Да. разбрана. Значи, јас имам поминато ни целата процедура за донирање на орган, али не во крвно сродство. Значи, на жив донор, што не е крвно сродство. Значи, јас сакам да помогнем на особата. Да. И со сите екипи, доктори од урологија, нефрологија, се правеа хајли, тоа компјутерски снимања, дали ќе го прифати органот кој што го прима мојот бубрек. И кој бубрек треба да се земе, од колку артерии се храни. Кај мене беше 3 артерии десната страна, 50% работење, а една артерија беше од левата страна, исто 50% работеше, што ќе добиеше девојчето квалитетен бубрек и полесно се стави, зашто многу е битно од колку артерии, зашто артериите се многу незгодни за операција, за шивање, за крпење, за такви работи, они тоа многу гледаат колку артерии, тоа и го зимаат, кога се работи за жив донор. Они лесно ќе го извадат од донорот него, како ќе го пасуваат кај примачот. Јасно. Значи, јас тоа го кажав. И после сите тие документации што ги направивме, се помина како што треба, беше контактибилно, значи предавањето на бубрек, кога ќе се преземеше, ама на крај као и на нотар беше направено исто се тоа документи, дека ја го давам тој бубрек доброволно да помогне се тоа, ама после као боштум кај нас немало таков закон и као боштум, ајде, некој може ќе го бара, после тоа назад бубрекот, мислим, тоа беше смешна, контрадикторна позиција на некој тоа што му текнала. Да. Затоа велам да се направи тука закон и за луѓе живи кои не се крвно сродство. Има многу такви кои би дале бубрек, би дале нешто, коска на срцевина, би дале парче од јетра. Значи не мора да биде блиска, како пример, ако овие се маж и жена, они фактички не се крвни сродство, крвно сродство, значи можем ја да ви даем на некого, ако не сме фамилија. Значи, таков закон треба да се направи тука. Јасно, имено. Ви благодарам, токму живи дарители. И овие измени на законот предвидуваат дека кругот на потенцијални живи дарители на органи би се проширил. И по однос на крвно сродство пред се, да речеме, подалечни роднини сега со овие измени ќе бидат донори, со тоа што би се вклучиле сродници во странична линија заклучно до 4 степен. Но без оглед на тоа дали се во крвно или не, тука е оној момент за кој дискутираме и за кој уверуваат дека етичката комисија ќе ја работи добро работата како заштитен механизам, кој, спомнав пред малку, би ја проверувал таа доброволност, како што се вели на чинот, и отсуството на принуда или трговија. Значи, тука пред се ова се однесува на живи дарители и пред се оние кои не се во крвно сродство. Да се проверат, значи, од страна на таа етичка комисија. Дали е доброволно, не е под принуда и не е дел од трговија. Што значи дури дека и доброволно, ако не може, законски не може да се тргува. Дури, мислам, и да не понудил некој да купи. Потенцијален некој што сака да продаде орган, не може да го направи тоа. Значи, нема пазар. Барем велам според законот, така би било. Значи, не е прашање само дали некој плаќа, туку едноставно да се оди од причина да се продаде. Со тој мотив. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, добре дојдовте, повелете. Да, кажете. Да, повелете. Значи, Каварец е најразвиен град во Македонија. Дали ме слушате? Да, Кавадарци најразвиен град во Македонија. И ваша телевизија исто е најгледана во Македонија. Благодараме те за довербата. И сега вака се зборувам. Значи, Скопје треба да се децентрализира. За јужниот регион, Вардарскиот, да биде во Каварци, бидејќи Каварци е најразвиен град и нема потреба да одат од Гевгелија во Скопје. Значи, тие клинички центар
за Вардарскиот регион да биде во Кавадарци. Добро, а што мислите за донирањето органијете? Нека и во Кавадарци. Мислам како клинички центар дополнителен. Абе не е најдобро решение за да се децентрализира Скопје. Но добро, а донирањето органи? Абе не може. Абе и тоа може да се реши. Али Кавадарци е најразвиен град. Јасно да знае да имат своје слушачи што се јавуваат. Дали знаат они која е Кавадарци? Треба да му биде јасно. Најразвиен град во Македонија е Кавадарци. И Скопје да се децентрализира. Љубљана е 200 жители, а Скопје 700 жители. И тоа да му се стане крај едно за секогаш. Добро. И тие што се инвеститорите се Љубљана, Скопје. Ви благодарам, ве поздравувам. Не е на темата, нема никаква врска, но ајде, кога слуша човек добри, убави работи за промена, дека има нешто добро, најразвиен град, просперитет и слично, па некако убаво за промена да слуша човек, иако не е на темата. Повелете, добар ден, кој е следен? Здраво, Исо. Здраво, повелете. Абе, кога ќе измислат алкотекс вака пред да се јави некој у емисија? Да, не, ете преку микрофон некако да. Добро. Да. Мавне 5 раки и се јавува, се гледа тоа по гласот, по све. Идеме вака. Многу пати сме слушале некој сиромашен човек донирал бубрек за 50.000 евра, не знам колку пари. Од X причини. Дали е тоа во странство, дали е тоа во Македонија, Југославија, на Балканот, не знам за тоа. Комплетно треба да се смени законот и зошто да нема, да кажеме, донирање органи за пари. Зошто да го нема тоа? Кога тргуваат со све, жениве тргуваат со своето тело. Ама не е легално кај нас. Ама не, сакам да кажам. А тргување има, јасно, да. Треба проституцијата да се легализира. Да, разбирам. Да. Треба да има јавни куки, зошто да нема? Тука ќе падне цената на овие спонзорушиве. Помалце ќе има бракови од материјален интерес. Помалце мажите ќе се палат на спонзоруши, ќе им растураат бракови и така натака. Значи треба да се легализира и ова, донирање на органи. Секој крводарител треба да има бесплатно здравство комплетно. Што е да испитува? Дали скенер, менер, не знам, рентген, све да биде бесплатно тоа. Значи, тоа треба да се регулира и тие што донираат органи да имаат некакви привилегии, дека се живи или така натака. А ако, например, ова чашка го донира мозочето, не знам дали ќе се најде некој... Така, добро, истече времето и јасно е дека има трговија и со луѓе, и со органи, и со љубов, како и да се нарече, но не е легализирано, не е регуларно. Така што и ова е едно битно прашање, дали би требале да се законски уредат тие работи, иако е тенка линијата, ако е трговија за не знам, средби емотивни, какви да се, тоа е да речеме една работа, некој има пари, па сака да си ги троши за нешто. Сега, а друго е некој да продаде орган. А зошто го продава, да речеме? Дали го продава и покрај тоа што ги има сите основни услови, животни, стандарди и така натаму, државата му ги обезбедила или барем понудила. Образование, нели, школување, работа и така натаму. Но тој не сака и сака да продаде или сака да си заработи, или се едно, има одлична и работа и пари, но сака уште да заработи. 10-50.000 евра, не е битно за бубрек. Тоа, затоа велам, се различни работи, или од немајкаде продава, за да не умре од глад.
Тоа е тоа, затоа паралелата сега е интересна. Тука генерално слушнавме од сите став дека е ова и тоа како хумана и добре дојде на работа и јас не забележав некој отпор. Но би требало да се види тоа, веројатно како податоци постои и во регионот и воопшто. Колку се, да речеме, дали таа хуманост е пропорционална со финансискиот момент или со моментот, нивото на функција. Колку политичарите би биле тука, да речеме? Потенцијални донатори. Или зборуваме ние, обичните луѓе, секој би генерално се согласил со тоа. Колку мина од нив би се согласиле? Од друга страна пак колку мина од нив би платиле за прекуред влијание со интереси. Како ќе зборуваме трговија со интереси, односно органи, како што зборуваме во правосудството и слично, влијанија. И ќе се јави и дај, овој донирал, ма дај прекуред. А потоа ќе слушаме објаснувања од нив и никој ништо не знае. Затоа се битни навистина тие работи и тоа да се дефинира секако, значи нема да се, не значи дека нема трговија со органи, но и ако би се озаконила, треба да се прецизираат условите под кои некој продава. Не е сепак има автомобил па да си го продаде. Затоа што сака нов да купи. Зошто го продавате органот? Затоа што нема, затоа што извршителот му звони на врата. И нема никаква друга заштита, помош, прилика за работа од државата и слично. Или продава затоа што сака, како што вели овој механизам заштита на етичката комисија, да отсуство на принуда. Да, отсуство на принуда, но ете, сака. Повелете, добар ден. Добар ден, Ису. Поздрав до вас, се слушаме, повелете. Вака ти кажам, јас се уште табу теми се кај нас. За мене се исто тешки, ти кажам и такој. Прва е еутаназија. Така, и тоа е добро што го спомнавте и тоа. Второто е донирањето и трето е кремирањето. Значи, со овие се теми се разбираме, не? Сосема, да, и одлично. Значи, овие се теми за кај што никој не е начисто како би одлучил во моментот. Да, во пакет се навистина. Затоа што види сега. Да. Едно е ти да сакаш при чиста свест на здрав организам да донираш, да кажеш свесно, сите велат дека е хумано. Дај бре, подпиши тогаш кој е хумано пред време. Да знаеме. И по кои правила. Ти што велиш за пари или од чисто хуманост, или од желба, да речи некој, после смртта моја, правите се што сакате се моите органи. Меѓутоа не подпишуват никој. Тешко одат тие теми. Сега е лесно преку телефон вака да се правиме сите паметни. Затоа што кај нас по обичај 99% донират роднините на тој не дај Боже што ќе се случи несреќен случај или смртта. Да. Роднините се согласуваат дали за пари, дали за хуманост, дали од жалко нешто друго, дали ќе го донират на некој близок, меѓутоа роднините, јас не познавам некој свесно што подпишал на нотар дека после мојата смрт правите што сакате. Така да не е тоа баш едноставна работа. Не знам, и ова исто се еутаназијата. Да. И таа е тема. Ајде решиме неа. Дали ние се мачиме, сите роднини паѓаат околу некој болен, тие ќе се преразболат, тие ќе умрат пред покојниот, а никој не ќе да го дискутира тој закон. Ќе се согласи некој на такво нешто? Меѓутоа храбри сме сите на ваква тема сега, на ова пред тебе. Тука хумано е, ајде да те видам. Ако е хумано, подпиши дека го ги даваш очите или срцето и било шо во било која ситуација. Фала. Да, ви благодарам. А и тој се мачи, болниот, има екстремни ситуации на болка и слично, а во исто време би дал се што може, не знам, уште секунда, 2 минута, час, уште еден здив да земе, да остане подолго. Не му се оди. Тоа се секако на 3 клучни моменти. Дури затоа зборувам за самиот тој кој е, да речеме, во некоја критична состојба, да има и болки и навистина, а камоли за тие околу него, за одлуката на самиот, по однос на еутаназијата и така. Добар ден, повелете. Добар ден, господи. Да, поздрав, до вас се слушаме, повелете. Господи Рисо, и повелете. покрај тоа што е ова
хумано превземање, активност и акција, јас не се согласувам со оваа работа. Ќе се нарушат многу етички моменти, почнувајќи од религиозен аспект, па се до коруптивен и криминален аспект. Јас не верувам во етиката на таа медицинска комисија, што е прво и прво. Сето тоа може да падне во рацете на мафијата. Па не дај Боже, ќе има и луѓе за отстрел, кои ќе ги убиваат. Понатака, исто се спротивставувам на тоа заради тоа што ќе станат сомнителни и смртните случаеви како грешка на лекарите. Затоа, нека си остане како и досега оваа работа, да се на некој начин надеваме на хуманоста на роднините на евентуалниот покојниот човек и ништо друго. Едино можам да се согласам само со продавање на орган, да речеме бубрек и слично нешто, зашто секој човек не би го дал својот орган, сема ако нема некоја мака. Господин Исо, јас толку е мојот коментар. Благодарам и пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете, имаме ли време за уште некого? Ало? Да, повелете, се слушаме. Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Се слушаме, повелете. Да го дослушам гледачот. Да, ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, поздрав да вас, повелете. Гледачот од Охрид, ало? Аха, ве слушам од Охрид, повелете. Вака. Да, се слушам. Одлично. Ало? Да, од Охрид. Нови правила за донирање на органи. Так, измени на законот. Ало? Да, законска регулатива нова. Граѓаните се одлучуваат кај матичниот лекар. Еве, уврска со темава. Добро. Јас имав еден пример пред 2 месеца. Почина од еден мој пријател, близок, ќерка од 49 години. Сега, таа имаше инсулт и инфаркт на мозок. Директно ја однесо во Скопје на лечење и таа ја прогласија за мртва, односно екзипирана. Како, например, денес. Таа живеа уште 7 дена. Во тие моменти, тие му понудија на братот од сестрава, значи од момичево што почина, да ги донират органите. И сега му викат, како вие ја прогласите за мртва мојата сестра, а вие ми кажувате дека треба јас да ги донирам органите. Тие се мртви, таа е мртва, како јас мртви органи сега да ги донирам? Сега, тие му видат, може. Значи, недела дена, 7 дена, таа едноставно беше почината и после тоа испадна дека стварно е почината. Во меѓувреме се случуваше, тие му побараа да ги донират. Му побараја услуга за тоа. А тој му вели вака. Јас која услуга, пример, јас ќе ја добијам за оваа што ќе ги донирам. Имат ќерка. Така, истече времето, ви благодарам, но ете, слушнавме и уште еден аспект од ова комплексна тема и колку и да се чини мрачна, сепак е и тоа како битна. Ви благодарам што навистина сериозно од повеќе аспекти ја отворивме. Се надевам дека ќе фрли светлина токму на тие работи кои треба да се поправат, за да и донесе воопшто светлина во целиот тој не само хуманистички пристап, туку и резултатот, а тоа е да се овозможи некому да продолжи да живее, а е осуден практично на смрт од некој кој веќе секако е осуден на смрт и му нема помош. Ете, сепак се тоа и тоа како битни моменти кои треба да се уредат и законски и ви благодарам што ова време го искористивме за да продискутираме токму за ова. Довидување.